Ниту една потешка сообраќајна незгода не е регистрирана во последните 5 дена откако почна да функционира системот Safe City во Скопје. Според дневните бюлтени кои МВР ги објавува секојдневно, ниту една незгода не се случила на улиците во главниот град во која имало тешки телесни повреди или жртви, за разлика од првиот ден кога системот регистрираше неверојатни 110.000 прекршоци. Вториот ден се преполовија на околу 50.000, а после 5 дена бројката е опадната неколкукратно, велат од полицијата. Официјални податоци ќе има откако ќе се надминат сите недостатоци кои се појавија изминативе денови во тест периодот. Големи реакции имаше за опомената која добиле граѓани кои надминале брзината само за 1, 2 или 3 км на час од дозволената брзина. Според последните информации, МВР размислува за праг на толеранција, односно мало надминување на ограничената брзина. Тоа ќе биде согласно европските практики, вели Младен Јаневски, инженер по сообраќајна технологија. Толеранција од 5 до 10% е пракса од европските држави, бидејќи не секое возило има темпомат. Тоа се прави од повеќе причини, сега да не навлагаме толку техникали, меѓутоа таа толеранција мора да постои. Толеранцијата од 50 до 55 км на час брзина на движење е апсолутно разумна, за да може да се избегнат оние минимални прекршоци кои што во даден случај може и да не е прекршок, а при тоа да не се оштети граѓанинот, односно да не добие глоба без реална потреба. Јаневски вели дека токму поради тоа и пробниот период, за да се утврдат точните правила кои би важеле во Македонија. Истовремено, доколку има потреба, предлага дури да продолжи тест периодот се со цел граѓаните да научат како функционира системот и во кои случаи ќе бидат санкционирани. Кога нешто се спроведува и е заопшто добро на сите, збориме за мое, за ваше, на сите останати граѓани во државата, затоа што сите сме на некој начин учесници во сообраќајот, апсолутно сите и треба да бидеме известени за тоа и да знаеме како функционира одреден систем. Затоа што не можеме да си дозволиме, да не речам, ајде, во наводници, можеби не е правилниот збор, импровизација со вакви работи, или во период на спроведување да ги утврдуваме грешките. Односно кога веќе ќе почнати глоби и така натаму. Што сметам дека е многу правилен потек да се направи одреден тест период. За да профункционира системот Safe City, во собранието треба да се донесат измени на 5 закони. Законот за прекршоци, законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, за извршување санкции, законот за возила и кривичниот законик.